Една седмица по самитот во Варшава, руските дипломати се сретнаа со представниците на земјите членки на НАТО во Брисел, каде дискутираа за Украина и воздушната безбедност на Балтикот. Во однос на тоа, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека средбата меѓу Русија и НАТО им овозможи на двете страни да ги појаснат своите позиции. Сојузниците и Русија имаат длабоки несогласувања за кризата. Сепак оваа средба беше можност за да се разменат мислења во однос на кризата во Украина. Москва исто така понудила своите летала да ги вклучат нивните радари кога ќе летаат над Балтикот, поради обвинувањата од страна на НАТО силите дека Русија го загрозува воздушниот простор, не дозволувајќи им да бидат детектирани. На ова Столтенберг одговори дека членките на НАТО ја ценат понудата на Русија за подобрување на воздушната безбедност, истакнувајќи дека сите летала под надлежност на НАТО веќе летале со вклучени радари. Ќе го погледнеме предлогот на Русија во однос на воздушната безбедност, како и прашањата поврзани со приемниците во Балтичкиот регион. Постојаниот руски представник во НАТО Александар Грушко истакна дека модернизацијата на НАТО ја става Европа на ризик. There is no reasons to develop such military activity. Нема потреба да се развива ваква воена активност како што прави НАТО и веруваме дека тоа не придонесува на безбедноста. Се работи за правецот во кој се движи НАТО и тоа е загрижувачко. На самитот кој на 8 и 9 јули се одржа во полската престолнина, НАТО донесе одлука да распореди 4 баталјона со по 1000 војници во Естонија, Литванија, Летонија и Полска, образложувајќи дека овие земји стравуваат од наводна руска закана. Москва на приближувањето на воената инфраструктура на незините граници одговори со испраќање на 3 дивизии на границите кон споменатите земји.